ако во моментот некој пат трагате по професијата и кој најчесто велат дека нели некој пат професијата доаѓа по вас и ве наоѓа, избор. Можеби интересен е за сите оние кои што сакаат малку оддишка од некои други кариерни, да речеме, професии. Овој пат, ако тоа беше стили за кучиња, можеби аха момент кај вас да предизвика нешто, слободно обратете се во Телма телевизија да се поврзете со нашиот Горан. Кажав, уште едно издание не очекува, повторно реобновено и многу ми е драго што утринава директно од Охрид ќе го вклучиме Иво Јанковски, како што утринава и го наев гласот на современата македонска култура. Така што се надам дека Иво не слуша соодветно како што треба и квалитетно од можеби најбавиот и посетен град летово, практично исто како и Скопје. И Охрид во било кој период од годината е фантастичен и прекрасен на свој начин, меѓутоа ако појдете некаде од мај месец па се до август, нема ден да не начекате некакво убаво задоволство што се вели за душа. Така што ќе биде и ова уште еден повод да си појдете и да уживате со новото обновено издание на Balkan Music Square. Споменав утринава, во времето кога културата брзо се претвара во продукт, постои баш човек кој што е како мост помеѓу традицијата и модерното, продуцент, издавач, промотор и визионер. Иво Јанковски, основачот на Трето уво, човекот кој што ја креираше новата слика на македонската сцена, и не знам колку мина сте знаеле, ќе ме поправи Иво ако погрешам, меѓутоа Трето уво го има издадено првото македонско CD албум за домашниот музички пазар. Под закрилата секако на менеджерскиот список на Јанковски вклучува имиња како што се Леписо, Владко Стефановски, Анастасија, Кирил Џајковски, Вања Лазарова и така натаму. И можеби ова е прво интервју кое што јас барем го помнам во последните неколку години да го имаме токму за фреквенција на Телма телевизија со нашиот Иво Јанковски. Иво, добро утро, многу ми е чест и гордо што заеднички го најавуваме по неколку години пауза Balkan Music Square. Не знам што те натера, претпоставам дека и некој пат му е потребна на човек рекалибрација да направи од некои нели постојани концепти. Меѓутоа да знаеш дека беше со аплауз примена информацијата и до нашата редакција за ова издание. Добро утро од Скопје. Добро утро, Марко. Добро утро до утринска на Телма. Да поздравам од прекрасниот Охрид. Денес е исто неверојатно ведар, сончев и топол ден. И јас сум овде работа на подготовки на фестивалот. Прво да одговорам на твојата дилема. Да, јас бев издавач на првиот македонски компакт диск. Претходно тоа беа само винили. Када првиот наслов се викаше Зодијак, музико-театарска представа, авторско дело на Владко Стефановски и Бодан Арсовски. Од најуспешните балетски представи во македонското пари балет. Да се вратиме на фестивалот. Овој фестивал јас го работев во изминатите, имаш и моите фотографии и видеа. Го работев едно 13 години поред и се одржуваше секој август во театар во Охрид. А нова година, по пауза од неколку години, од некои објективни причини, фестивалот се обидовме да го споиме заедно со Денот на Охридското езеро. Денот на Охридското езеро е 21 јуни и тој помалку или повеќе помпа се слави во минатото, но јас оваа година одлучив да фестивалот го дислоцирам од Антички театар да го ставим самото езеро. Има еден площад во Охрид кој се вика Долна порта, тоа е одма кога се влегува во стариот град на местото од пота од Александр, една трина и го смените и терминот. Значи, овој петок, 20 со почеток во 13 часот на локалитетот за кој зборував ќе се одржи концерт на Даниел Јовет, кој е еден мултиинструменталист, многу интересен дечко кој има и своји таленти, тој се бави со видео и со музика. Он ќе свири еден многу необичен, многу редок инструмент, се вика ерху, тоа е кинеска гусла. Инструмент кој ретко го слушат во Европа, но сега да го слушнеме. За време на концертот изложба на фотографии со голем формат, фотографии од Охридското езеро, кои се всушност посветени на убавините, на
магијата која ја поседува Охридското езеро, истовремено ќе има и фотографии кои се малку не толку убави, значи тоа е она што е под вода, тоа е отпадот кој несвесно го фрламе во езерото и го загадуваме, така да ќе имаме две нивоа, значи ќе имаме над вода и под вода фотографии, со кои верувам се подигне колективната свест да го сочуваме ова езеро за генерациите кои доаѓаат, бидејќи ние го наследивме чисто. Јас дори сегам кога бев мал, водата беше и питка, беше без проблем. Одевме во градиште, се сеќам дека сум пиел вода од езеро. Тоа денеска е скоро и невозможно. Така да тоа е некаква врска помеѓу фестивалот и Охридското езеро. Вториот ден на 21-ти главниот концерт се почна да 13 часот на локација на Долна Порта. Ќе настапат педагогите Дамјан Петиновски на гитара и Никол Чемицевски на хармоника. Тоа е еден прекрасен дует кој не знам колку сте имале прилика да ги чуете, тоа се на врни инструменталисти, врни во инструментите кои ги свират. И тоа е еден многу ретка комбинација која сите кои ќе бидат имаат ексклузивно да чуят. Има два концерта, последниот настап ќе настапи од македонски групи, групата Љубојна, која не да зборувам, бидејќи тие навистина во последните години имаат не само домашни, интернационални успеси, а кој за оваа прилика пак има специјална гостинка од Албанија, тоа е певицата Алба Далјани, која ќе дојде ќе се представи, бидејќи мојата идеја и беше да ги поврземе Охрид и Поградец на некаков начин, бидејќи езерото припаѓа и на Македонија и на Албанија, и мислам дека е работа културен план и треба можеби да се проработува. Така да во овие два дена во Охрид ќе интересно ќе понудиме една музика малку поразлична од она што се пуша во баровите, во клубовите и во кафичите, малку пософистицирана музика за третото уво, како што обично го кажам тоа јас. Така да мислам дека е празник за стар, да го правиме тоа да го чуваме, да го пазиме за да ни служи понатаму. Фестивалот верувам дека и во иднина ќе постои после оваа пауза која се случи, мислам дека фестивалот од оваа година ќе продолжи својата традиција. Фестивалот се навистина огромен опус на музичари од целиот свет. Во изминатите, не знам, 15 на години имавме сигурно групи од сите 5 континенти, се разбира со акцент на групите од Македонија, Србија, Грцка, Бугарија, од балканските, и бидејќи сепак балканската музика е тоа што верувам дека ќе донесеме квалитет во Охрид и дека ќе се поминеме сите убави, ги поканувам сите кои планираат да дојдат и кои не планираат, еве нека дојдат овој викенд, ќе се дружиме. Локацијата е Долни Сарај, тоа е еден open air простор, општо нема весници. Да, најважно е само да се потсетиме Иво дека билети не постојат, влезате апсолутно бесплатен ако не грешам, отворен за сите. Спомена неколку работи, малку морам да кажам звукот дека беше специфичен да слушаме, ама битно дека слушнавме некои добри генерали и податоци. Јас искрено би сакал да говориме конкретно и за културната политика и за независната сцена, за идентитетот и јазикот и баш така на некој начин како еден независен издавачки феномен Трето уво кој што долги години некако се обидува да создаде баш уживање за многумина. Ако денес би те прашал што значи независност во културата и дали некогаш навистина може да постои независна уметност во Македонија, и како продуцент кој работел со уметници од сите жанрови, што мислиш како јазикот и дијалектот влијаат врз автентичноста денес на еден артист? Вака би те прашал некаде кон крајот. Знаеш како, јас целиот свој живот го поминав во промоција на најквалитетните македонски уметници, не само областа на музиката, работев јас и со сликари, и со балетски уметници, а Трето уво е всушност и издавач на првата
независна би рекол книга на големиот драмски писател Горан Стефановски. Јас се сеќавам во далечната 1980 и некоја издадов книгата Диво месо и нови драми. Токму мојата идеја е да се промовира Македонија, македонскиот јазик, македонската култура, македонската музика, затоа што таа е исто толку убава, исто толку значајна, исто толку битна во музиката, јазикот и културите на големите земји. Ние сме мали, но мали сме само како бројка, како популација. Но навистина кај нас, ако се сетам на Вазаров, Стасија, на Леч, това беа концерти кои ги работевме на најголемите светски сцени. Тоа беше Париз, Лондон, Њу Йорк, Амстердам. Никаде, скоро никаде кај што сме биле, не поминало тоа без да дигне прашина, без да дигне голем интерес, без да ги заинтригираме и локалните медиуми, да пишуваат нас, да објавуваат и така натаму. Така да, едно фалат малку повеќе индивидуалци промотери. Самата држава која ја функционира како што функционира, но без агресивна кампања на светско ниво за тоа каде што се имаме. Мојот следен проект, ако смеам да го најаваме, всушност книга која се вика Magic Macedonian Side и магичните знаменитости, тоа треба се појави во крајот на лето, е во печат. Па исто уште една голема монографија на македонски и на англиски јазик, која повторно ја афирмира земја. Тоа се 8 поглавја за најзначајните да речеме најзначајните работи во Македонија. Тоа е прерано зборно. Сакам да кажам дека ако ние самите секој на свој начин, особено професионалци во таа дейност, не ја промовираме земја, нема кој да ни ја промовира. Мислам, погледнете како тоа го работат нашите соседи. Апсолутно се сложувам. Агресивно идат на сите светски медиуми. Ние не сме ништо помалку вредни. Мислам, јас го познам регионот, сум патувал, веројатно и сите ние спатуваме. Така да она што го има Македонија мора да се представи. Ако зборуваме за јазикот, јазикот мора да се негува. Жал некако во последниве години мислам дека се помалку се обрнува внимание на македонскиот литературен јазик. Влегуваат некакви нови фрази, нови изрази кои се од домакинија и не мислам дека тоа пошто не е добро што македонскиот јазик малку да се деформира. Така е. Тој смисол би се допаѓа ова што ти го кажа, бидејќи ако ние повторно ние самите мораме тоа да се погрижиме, да го негуваме, да го пазиме и да го одржуваме во онаа форма во која, онаа правилна форма во која сме го научиле како македонски мајчин јазик. Тоа е тоа. Се сложувам. И на крај би те прашал дали некогаш пака познавајќи те долги години, можеби и лично како пријател, отприлика си го знам одговорот, меѓутоа вака јавно би те прашал дали некогаш си се двомил помеѓу она што публиката го сака и она што мислиш дека публиката треба да го слушне. Апропо и за Balkan Music Square и она што трето уво го прави сиве овие години. Тоа е интересно прашање. Јас кога пред 34 години го формирав трето уво, не случајно му го дадов името трето уво. Идејата беше да се занимавам со музика, со проекти кои ето со трете уште кои не се дадени не го фаќаат. Третото уво всушност беше некаква символика да се занимавам со оно што мене лично ме интересира, со оно што сметам дека е квалитет, воопшто не обрнувајќи внимание на она што е мејнстрим, на она што е комерцијала и она што носи пари. За среќа проектите кои работа беа доволно афирмативни да функционираат, дури и комерцијално, така да трето е веројатно првата и најстара продуцентска куќа регистрирана, која
скоро 3 години сериозно функционира и во тој смисол никогаш не сум правил компромиси. Некогаш биле тоа биле огромни проекти, некогаш биле така баш биле бомбардни, секогаш биле помали, но секогаш биле полично помоцни и по стандардите и естетиката која јас ја не, така да во тој аспект прилично да се дека не работам ништо што не ми се допаѓа. Ти благодарам многу за ова кусо значено интервју од Охрид. Голем поздрав до семејството. Многу ми е драго што вистина уште се создава повторно реобновено Balkan Music Square, што некако стана обележе можеби во летото во текот на минатите години, особено во Охрид, и одбележувањето на 21 на денот на Охридското езеро некако ги спојуваш сето тоа да биде еден убав идентитет на нашата земја. Да знаеш дека ова со книгата особено ме радува, тоа е причина повод плюс да те имам во студио, еве некаде можеби по летото, започнувајќи новата сезона, вистина би сакал јас и ти да говориме и за не само за тоа, и генерално можеби за, како што кажав, и други теми кои што ќе се провлечат. Би сакал да ја споделам некој пат тебе со тебе и Amazing Macedonia, но културно-туристичка авантура која што беше како проект, подкастот кој што го имаш бизнис клуб да се инспирираат младите. Така, има доста работи кои што би сакал да ги отвориме како теми на разговор. Овој пат само уште еднаш потсетувам заедно со Иво Јанковски дека го прославуваме денот на Охридското езеро со концерти и виртуозите Дамјан Печиновски, тој спомена гитара, Никола Мицевски хармоника, пота една од најдобрите македонски групи Љубојна со специјална гостинка, тоа е Алба Дајлани од Албанија, информираат Иво Јанковски и Трето Уво. Двата наставни се одржуваат на плошта Долна порта пред хотел Александрија со почеток во 13 часот, влез бесплатен. Прегратки и љубов, Иво, до тебе семејството од целата екипа на Утринска антилма.